Повисоките функционерски плати и немањето обзир за работниците ги обедини синдикатите. Растечкото незадоволство во јавната администрација ја прели чашата. Откако од УПОС вчера го најавија масовниот протест во петок, денес од судската администрација потврдуваат. Пред собранието ќе се соберат вработените од сите судови низ државата. Преголем одливот на вработени од судовите кои даваат откази. Апелираме уште еднашка да не се донесе буџетот без покачување на платите на судските службеници, да ни се вратат 0,8%, редовно исплаќање на додатоците на плата и воедно да најавиме досега најголем протест за овие 8 месеци во петок. Тие заеднички со колегите од јавните обвинителства, судската полиција, правобранителството, вработените кај народниот правобранител, како и стручните служби од Фондот за здравствено осигурување, на власта преку протест ќе укажат за погрешното менаџирање со народните пари, постојаниот одлив на кадри од институциите и тоа што еден работи како за 5, а со минимална плата. Не само што ќе го искажеме нашето незадоволство, туку овој револт постои не само во судскиот систем, овој револт постои во другите сектори. Од овде ги повикувам нашите членови масовно да се приклучат во петок на протест. Оние кои што се колебаат, нека се одважат, да не се грижат дека некој нешто ќе им наштети, туку да дојдат во петок. Судската администрација истрајна. Како предводник на протестите и на задоволството во јавните служби, 7 месеци без колебање на студина дожд не се откажуваат во намерата да ја натераат владата да ги почитува законите и во буџетот за идната година конечно да ги одвојат средствата кои му следуваат на правосудниот систем. Правосудството као еден столб на државата е многу битен за општеството и дека судски службеници сапак го сочинуваат тој столб на државата и дека треба адекватно да бидат наградени. Значи платите, знаете, во правосудството се многу мали, ниски. Во 4 години може само едно зголемување имаше. Со новиот предлог буџет очигледно е дека владата нема намера да ги испочитува законите кои самата ги предлага до собранието и да одвои пари за третата власт. Покрај тоа што се соочува со критики дека со ниски плати против криминалот и корупцијата се бори само декларативно, со немањето слух за барањата на синдикатите, ризикува генерален штрајк како во правосудството, така и во Фондот за здравство. Клучни сектори кои може целосно да го парализираат државниот систем.